Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Лазар Нанев, поранешен судија, сегашен професор. Професоре Нанев, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Сите оние кои ве следат на социјалните мрежи можат да ги прочитаат вашите постови и на некој начин да се информираат за судскиот процес кој требаше да се води против вас, одно што беше актуелно во јавноста, бидејќи вие таму прецизно евидентирате што се случува, кои се најновите информации. Како што знаеме, обвинителството го повлече обвинителниот предлог против вас, значи не ни дојде до судење. Така да еве читам, основното јавно обвинителство Велес го повлекло обвинителниот предлог за кривично гонење на Лазар Нанев, поранешен судија и претседател на Основниот суд Кавадарци, кој беше обвинет за кривично дело злоупотреба на службена должност. Еве да почнеме од ова. Зошто е повлечено ова обвинение? Прво благодарам на вистина, искрена благодарност за можноста после подолг временски период пред јавноста да го кажам моето видување, мојата вистина по однос со сите овие прашања кои што подолг временски период ја експлоатира пред се јавноста и особено медиумите кои што едноставно пренесува, би рекол, неточни и погрешни информации, но пред тоа сакам да го честитам денот на правосудството со оглед на тоа што денеска е 31 март, денот на правосудството, кога 45-та година, нели, президиумот на АСТОМ ја донесе повелбата за устројството на правосудниот систем во нашата држава и навистина ми е драго што токму на овој ден ќе се обидеме со една елаборација да ги изнесеме сите факти кои што се однесуваат на ова прашање. Да биде ова е навистина случајност, не сум знаел, но интересна коинциденција. Да, мене ми е навистина драго, бидејќи го почитувам овој празник кој што навистина испраќа една сериозна порака дека во нашата држава е неопходно потребна вистината, односно правичноста на сето она што се случуваше или се случува во изминатиот временски период. И во самата најава вие напоменавте, односно дадовте една информација која што е, би рекол, погрешно интерпретирана или погрешно изнесена од страна на медиумите, бидејќи така одговарало на поединци. Вие наведовте поведена постапка, односно подготвено обвинение за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, што апсолутно не е точно. Тоа е само погрешна интерпретација, односно пренесено мислење, како би се подгреала јавноста, односно би се презентирале погрешни ставови и мислења заради нарешување на професионалноста, стручноста и личниот професионален интегритет, како резултат на сите изминати, би рекол, повеќе годишни успеси или активности што и како судија, и како професионалец во делот на развојот на процесот на дигитализацијата, во развојот на АКМИ системот беа водени од моја страна. Не станува збор за никакво кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, туку станува збор за креирано обвинение, односно поднесена кривична пријава за несовесно извршување на службата согласно член 353 став 2, став 4, односно 353а став 4, кој што се однесува на наводно непреземање соодветни действија или пропуштање на соодветни действија во еден предмет кој што се однесува во согласно примената од Законот за извршување на санкции во својство на судија за извршување на санкции. Во јавноста беа изнесени ставови дека се однесува злоупотреба на службена положка за наводни комуникации или прислушкување, односно комуникации преку линкови со одредени лица за одреден предмет за кој што беше водена постапка за разрешување, за што подоцна ќе разговараме за тој аспект. Значи се однесуваше токму за ова кривично дело, меѓутоа морам да потенцирам дека уште од самиот момент имавме целоста инструментализација и институционален ризик од страна на јавното обвинителство кој што во Велес, кој што ја прифати таквата кривична пријава, се со единствена цел да се наруши мојот личен и професионален интегритет, не знаејќи или постапувајќи спротивно на законските одредби, затоа што ова кривично дело се однесува во неговите действија на извршување во делот на законското битие за одговорни или службени лица во јавни претпријатија и за управна постапка. Значи воопшто не постои никакво кривично дело, меѓутоа се водеше таква постапка. Само да појасниме, кривичната пријава е поднесена од судскиот совет, така?
Да, кривичната пријава врз основа на претходно доставена представка од страна на граѓанин од Гевгелија, затоа што пресудата, правосилната извршната пресуда е донесена од страна на Основниот суд Гевгелија и врз основа на таа представка за народно неизвршување, бидејќи се работи за тешка телесна повреда нанесена од страна на сторителот, односно на сега осудениот во таа пресуда. Донесената пресуда од страна на Основниот суд Гевгелија е доставена со писмо, значи со пропратно писмо на 1 април 2024 година. Со тоа што како судија за извршување на санкции, самата пресуда, односно поднесокот е примен на 4 април 2024 година, без да се знае, односно доставувачот Основниот суд Гевгелија и судијата кој што постапува по предметот, дека пресудата е извршена на 12.4. Замислете кој парадокс. Правно непознавање на постапката од страна на јавниот обвинител кој што ја водеше во Велешкото јавно обвинителство. Морам да потенцирам, конкретизирам и дека. Знаете што, да ја објасниме малку и на јавноста, како е таа пресуда поврзана со вас и со вашиот случај, за да разберат малку повеќе. По конкретната пресуда постапува во својство на судија за извршување на санкции. Бидејќи знаете, во помалите места председателот на судот не е само председател, тој е судечки судија, работи и полнолетни предмети за полнолетни сторители на кривични дела, за деца, извршување на санкции, ППН и граѓански предмети. Вкупно во тој временски период како председател на СУМ сум поставил по 34 уписници, што значи дека вие морате секојдневно да ги работите и извршувате професионалните активности. Со приемот, всушност на пресудата, кој што станала на 12.4, јавниот обвинител, пазете, јавниот обвинител кој што има обврска да работи законито, транспарентно, без било какви притисоци, тоа ја бара неговата функција, поднесува обвинение во кое што вели дека судијата за извршување на санкции упатниот акт го донел не во рок од 8 дена, сметајќи го од моментот на доставувањето на правосилната пресуда, а тоа е на 4 април, туку во рок од 11 дена, а пресудата станала правосилна на 12.4. Каков парадокс, каква лага. Пресудата, јавен обвинител кој што не ги знае одредбите дека извршувањето на пресудата почнува да тече од денот на внесувањето на клаузулата за извршност, а тоа е 12.4.2024 година. Издаден е упатниот акт 3 дена, односно на 16, само 3 дена, а не 11 дена. Понатаму се вели во дополнителниот дел, судот не постапил веднаш, односно во рок од 24 часа, од доставеното известување од страна на затворот, бидејќи со доставениот упатен акт, согласно Законот за извршување на санкции. Осудениот има обврска да се јава, односно рокот на упатниот акт од моментот на доставувањето до моментот на неговото јавување не може да помине повеќе од 30 дена. Неговото јавување на 28 ден, тоа е 15 мај 24 година. На ден 13, бидејќи согласно Законот за извршување на санкции, има обврска, односно произлегуваат и одредени права на бранителот и на осудениот, поднесува во законски определениот рок жалба односно поднесува барање за одлагање на почетокот на извршување на неговата санкција. Истата ден, на 13 мај, кога е доставена, поднесена жалбата, а жалбата од страна на неговиот бранител, внимавајте добро, е поднесена во 8:30 часот. Јас како судија за извршување на санкции, истата ден, во 12:30 часот, сум донела решение, односно одлука со кое што барањето за одлагање на почетокот на извршувањето на казната се одбива како неосновано. Значи, истата ден е донесена одлуката. На решението на судијата за извршување на санкции поднел жалба бранителот на веќе осуденото лице и кривичниот совет, комплетниот кривичен предмет, односно предметот кој што се однесува на извршувањето на санкцијата, од 13 поминува во рацете
на одлуката на кривичниот совет. Тоа е трочлен совет од тројца суди на Основниот суд Кавадарци, кои што одлуката ја донесуваат на 16. А неговото јавување по упатниот акт е на 15 мај. Што тоа значи? Во одлуката која што е донесена од страна на Кривичниот совет во ставот 3 наведува дека жалбата на бранителот, на осудениот, се одбива како неоснована, но осудениот да се јави во рок од 8 дена од денот на приемот на решението на Кривичниот совет. Тоа значи дека рокот на неговото јавување на 15 мај веќе отпаѓа, Е пробиен. односно не пробиен, веќе имаме одлука на Кривичниот суд. Имаме Се нов става рок. во сила. Ние имаме нов рок на неговото јавување. 8 дена од денот на приемот на одлуката на Кривичниот совет. Судијата за извршување на санкции ниту физички, ниту електронски не располага со предметот за извршување на санкции. Тоа е во рацете на Кривичниот совет. Понатаму сите надлежности, сите действија ги превзема Кривичниот совет, кој што дури на 28 мај успева електронската одлука, решението, да го достави на бранителот на осуденото лице. Осуденото лице не ја прима, одбива да ја прими, да го прими решението на Кривичниот совет, после што Кривичниот совет, согласно законот, решението го закачува на огласната табла, согласно одредбите од законот. Решението го закачува на огласната табла со протекот на 8 дена. На 6, значи на 6 јуни, го симнува решението, констатира дека се смета доставата за уредна, со сметањето на доставата за уредна на 6, почнува рокот од 8 дена, од кога истиот треба да се јави. Значи, ние имаме рок на јавување некаде дури на 21. Доброволен рок на јавување на осуденото лице. За сметка на тоа, парадоксот продолжува незаконитоста на јавниот обвинител од основното јавно обвинителство во Велес, затоа што се работи за нарачан предмет. Вели во вториот дел од обвинението, судот не постапил, односно во рок од 24 часа, не издал наредба за приведување, а на 3.6, значи на 3 јуни, затворот после 19 дена, иако согласно член 142 став 4, затворот е должен во рок од 3 дена веднаш да го извести судот доколку осуденото лице не се јави на издржувањето на казна затвор. Издржувањето било на 15, затворот требало да одговори на 18. Затворот одговора после 19 дена. Меѓутоа, сето тоа е ирелевантно. Зошто ирелевантно? Заради тоа што со одлуката на кривичниот суд рокот на јавување на 15 мај е безпредметен. Доброволниот рок на јавување е 21.6. Тука се абсурдите и непознавањето. Дополнително што во дадената ситуација кривичното дело не се однесува за постапување во судска постапка, ако збориме за материјалниот дел на постапувањето, се однесува само за јавни предпријатија, не може да бидат опфатени суди и јавни обвинители да се води постапка, доколку што ставот 4 се однесува на управна постапка, а во дадениот момент станува збор за судска постапка. И на крајот, ви имате јавен обвинител кој што воопшто не го познава правото. Имаме со последните измени и дополнување на законот за кривична постапка, односно на кривичниот закон, декриминализација на кривичното дело. Што тоа значи? Во воведниот дел обвинението, јавниот обвинител, внимавајте, пишува: со ваквото непостапување судот му овозможил на сведокот, цитирам, на сведокот, кој сведок кога станува збор за осудено лице, на сведокот да се стекне со некаква корист. Со каква корист? Со каква корист да се стекне? Му овозможил да бега. Кој е сведок во тука? Кој е сведок? Осуденото лице. Да, но да, да. Затоа е абсурдот. Велиме, па не може да биде како својство на сведок осуденото лице во дадената. Со какви действија да се стекне? Му овозможил да се стекне. Со што да се стекне?
Со измените од минатата година, законското битие на ова кривично дело се однесува само на стекнување на противправна имотна корист, овозможување за едното или за другото лице, а не стекнување на било каква корист, што значи дека на крајот јавниот обвинител без било каква судска постапка писмено го повлече обвинението. Меѓутоа, обвинението го повлече не заради тоа што сакаше, туку напротив, бидејќи од моја страна заедно со мојот бранител, најпрво до Висшето јавно обвинителство и до Советот на јавни обвинители беше поведена постапка со барање за поведување на дисциплинска постапка и разрешување, бидејќи се работи за нестручен и несовесен јавен обвинител кој што не ги познава одредбите од материјалното кривично право или воопшто не ги видел одредбите од Законот за извршување на санкции и поведена, односно поднесена е кривична пријава за кое што веќе во теке кривична постапка против надлежниот јавен обвинител на ова обвинителство од Основното јавно обвинителство Велес. Да, но добро. Професоре, вас сега вака. Судскиот совет на 16 октомври 2024 година ве разрешува од функцијата судија, така? Да. По 2 поднесени дисциплински постапки, како што тие велат, за 97 јавувања во неколку дена со странката обвинет, во предмет што го судел лично тој, значи зборуваме за истиот предмет, нели? За притисоци и недолично однесување него го пријавила и обвинителка од Кавадарци. Значи, овие два моменти очигледно биле спорни за судскиот совет, што он ве разрешил. Зошто вас судскиот совет ве разрешува? Благодарам на поставеното прашање, бидејќи ова е, повторно ќе речем, прва можност или прилика да ги изнесам моите ставови. Немав можности за аргументација, а во јавноста беа изнесени еден куп невистини и лаги по однос на таквата комуникација. Да, точно е. Беа поведени 2 постапки. Едната постапка се однесуваше за предметот за кој што наводно сум постапувал и сум донел одлука. Внимавајте, во образложението на одлуката стои влијал на донесувањето на пресудата, на одлуката во самата пресуда. Затоа што наводно воспоставил или имал соодветна комуникација со правниот субјект кој што е дел од самата постапка која што се водела пред Основниот суд во Кавадарци. И вториот предмет се работи на лична основа, односно наводно повреда на угледот и честа на тогашната председателка на Судскиот совет Весна Дамова, бидејќи, точно е, јас доставив овај писмено барање и ги запознав сите членови на Судскиот совет за предметот кој што го водев против незиниот прв братучет, за заканите кои што се однесува во кривичниот предмет и објавите на социјалните мрежи за убиство моje и на моето семејство и навреди и клевети кои се однесува исто така за актуелниот градоначалник на општина Кавадарци. Постапка која што јас ја водев и наместо да ме заштити Судскиот совет од секојдневните манипулации и навреди кои што доаѓа од незиниот прв братучет на лична основа, заради запознавањето, таа почувствувала некаква загрозеност наводно за незиниот интегритет. Замислете, особа или личност која што никош не стапнала во судница или не била овај дел од судскиот систем, да креира или да се однесува односно наместо да го штити угледот и авторитетот, се впушта во една постапка дека на тој начин ќе успее да ме заплаши и така натаму, меѓутоа сето тоа од позиција на моќ, креирано со веќе претходно подготвена медиумска содржина, затоа што во медиумите тоа излегуваше нели експлицитно со на вистински театар за да се сврти јавноста и да се води медиумска кампања. Тоа е едната постапка. Она што беше основата во делот е водењето на судската постапка према кривичен предмет согласно Законот за акцизи. Повторно и овој предмет станува збор за јавно-обвинителска конструкција и непознавањето на правото, односно водењето на судски предмет, внимавајте, водењето на постапка за несудски предмет. Веднаш ќе прашате зашто станува збор за јавноста да има увид како функционира нарачаното обвинителство и како функционираат нарачаните постапки. И точно е мојата реакција спрема јавното обвинителство. Јас ќе ви кажам, јас реагирав
и тоа жестоко спрема јавниот обвинител кој што го водеше предметот. Зошто се овие работи? Дали вие добро го познавате, меѓутоа очигледно не го познавате ниту правото, ниту законите? Зошто ги правите трошоците на постапката? Зошто ја водите оваа безсмислена постапка кога во конкретниот случај станува збор согласно надлежностите во 2018 година Велешкиот суд имаше проширена надлежност врз територијалното покривање на постапките кои што се однесува или се случува на територијата на општина Кавадарци, односно на сегашниот Основен суд Кавадарци. Јавниот обвинител, кој што е сега, за жал, раководител на Основното јавно обвинителство Велес, во 2019 година се декриминализира кривичното дело од Законот за акцизи. Декриминализацијата, знаете добро, значи бришење. Не постои веќе такво кривично дело. Тоа кривично дело со декриминализацијата се префрла во надлежност на управна постапка на Царинската управа. Значи немаме судски предмет. Не постои никакви елементи и никаква поврзаност за водење на судски предмет. Немате судски предмет. Меѓутоа, истата обвинителка со која што имав личен контакт беше запрепастена. Извинете, колега, јас не знаев дека законот не постоел. Вие водите и поведувате постапка, кривичното дело декриминализирано во 2019, во 2020 година во април, односно мај месец, година и нешто од кога е бришено непостоечкото кривично дело, поднесувате обвинителен акт против две физички лица. Едниот е државјанин на Македонија, другото странски државјанин Србин и на правниот субјект Повардарија. Предметот, бидејќи во меѓувреме доаѓа до измени на Законот за судовите, надлежноста се префрла на Основен суд Кавадарци и предметот поради стварна ненадлежност доаѓа во Основен суд Кавадарци. Кривичниот совет го одобрил обвинението, доаѓа кај судечкиот судија. Да, во тој временски период бев и председател на судот, меѓутоа со оглед на обемот на работа постапував и како судечки судија. Согласно праксата, судската пракса велам, и согласно одредбите од Законот за кривична постапка, судот, бидејќи имаме одобрение на обвинението од страна на кривичниот совет, кој што вели во една контрадикторна постапка треба да се докажат и изведат доказите, а потоа судот да ја донесе одлуката. Јас немав можност, тоа е судската пракса, да го отфрлам веднаш обвинителниот акт, него се започна со судска постапка, сметајќи дека јавниот обвинител од Кавадарци ќе биде доволно совесен, нели, и професионален, наместо трошоци во поизведувањето на доказите на една главна расправа да заврши предметот. И затоа реагирав. Тој се обиде со барање на вештачиња, изведување на докази за нешто што знаете вие не е судски. Како вие ќе влијаете на судска одлука која што не е судска? Значи зборуваме веќе за член кој е избршен, кој не постои. Декриминализиран не постои, значи имате обвинение кое што не постои. Вие го прочитавте, го видовте, имавте можности, јас се надевам дека нели на денеска на телевизија ќе го видат овие од Facebook од кој што е објавено. Да. Тоа се објавени документи од 20 каде што не постои. Како ќе објасните ми? Нека еве јавноста. Како ќе влијаете вие со била каква комуникација на одлука која што законот ја донел одлуката, не судијата. Ниту еден судија не може да влие на таква одлука кога станува збор за декриминализирано кривично дело. И вториот многу важен, бидејќи суштината за јавноста не е предметот, за јавноста не е санкцијата, за јавноста не е интересот на пресудата, за јавноста се многу битни подготвеноста 98, има остварено 98 контакти. И знаете содржината која е била на разговорот? Како е креиран, како е дојдено и како е успеано да се креира таквиот листинг кој ќе го погледнете. Листингот воопшто нема податоци и информации за тајминг на разговори, од кого е обезбеден, за која телекомуникацијска компанија станува збор, кои се причините.
Ја немате содржината на разговорите. Тоа сакав да прашам, содржината ја има ли на разговорите? Обичен листик на хартија кој што вие за 5 минути денеска можете да го направите и од она што го направив како анализа се работи за целосно фалсификувана документација, намерно креирана заради свртување на јавноста и со претходно подготвена содржина со медиумите. Знаете, тоа беше една невидена медиумска хајка, бидејќи членовите поедини, говорам за поедини членови на судскиот совет, одредена структура на судскиот совет навистина се врвни професионалци кои што ја знаат својата работа, меѓутоа оние кои што под наводници доаѓа како истакнати правници, меѓутоа истакнати правници за креирање на медиумски хајки, медиумски кампањи, бидејќи ниту еден од тие истакнати правници не влегле во судницата за да креираат право и правичност и пресуда, се обидоа преку медиумите на различни начини да го нарушат интегритетот, да стекнат одредени привилегии, но најважното беше како Лазар Нанев, како судија, како професионалец, кој што беше лидер во делот на процесот на дигитализација, кој што го креираше АКМИ системот во нашата држава, кој што, памтете, клучната цел беше на 4 последователни избори за унапредување во апелациониот суд, вие добро знаете медиумите, беше 4 пати прворангиран и беше единствен кандидат за председател на Основниот суд Кавадарци. Значи 5 пати во временскиот период од 2015 година до 2024 година се јавувал на конкурсите и секогаш бил прворангиран со максимален број на поени. Нели мериот системот е клучниот елемент за унапредувањето и избирањето во посвојките инстанции. Но Лазар Нанев е единствениот судија во оваа држава. Меѓутоа, претпоставувам и во светот кој што на 4 конкурси бил прворангиран со максимален број на поени, но никогаш не бил биран од страна на судскиот совет, токму оправданоста, како да се оправда тој судски совет, дека нема да но ќе бидат избрани одредени партиски ликови кои што беа нарачени. Вие денеска имате нелегитимни судии од апелациониот суд, затоа што тие биле 10-тиот или 15-тиот рангираниот на сметка кој што има не знам колку броеви на поени, на сметка на Лазар Нанев кој што го има максималниот број на поени, не е избран, ниту па председател, и тоа беше клучниот аргумент. Ајде да најдеме начин да го дискредитираме, да го омаловажиме сите негови досегашни професионални резултати кои што беа постигнати. Знаете, и судницата кој што денеска сите се фалат, а кој што се однесува каде што се одржува, еве еден би рекол предмет кој што нели е особено значаен за јавноста, судницата во Идризово. Е дело и авторство на Лазар Нанев кој што успеал да ги воведе, односно да ги привлече меѓународните донации за обезбедувањето или креирањето, обезбедувањето на големиот број на судници или опремата и така натаму. Вие знаете како беше Основниот суд Кавадарци, единствениот суд кој што е целосно, апсолутно дигитализиран, каде што хартијата е ставена во втор план, каде што ефикасноста секојдневно се покажа на нависоко ниво. Тоа беше клучниот предизвик и целта. Како да го тргнеме од јавноста, како да го тргнеме од целокупниот судски систем, зошто? Заради тоа што тој ни прече и е неподобен, односно е надвор од контрола на системот кој што ние го контролираме. Професоре, ќе ве прашам за судницата во Идризово во еден друг контекст во однос на случајот кој се води со Кочанската дискотека, но еве уште малку да се задржиме на ова. Ми беше интересен еден дел кој го спомнавте во однос на судскиот совет и на тогашната председателка на судски совет, каде што го поврзавте ова што ви се случува на вас со случајот на, како што вие велите, незинот прв братучет. Мислите ли дека тоа било една од причините за, да речеме, некаква одмазда против вас? Апсолутно. Тука нема дилема во тој дел. Апсолутно станува збор, значи, за лична одмазда и лична пресметка на фамилиарни односи, каде што секојдневните објавување, комуникација. Замислете вие, 3 години немате мир од постојаните. Обидете се да ги добиете информациите кои што се случува и објавува секојдневно кога некој ви се заканува вани во вашето семејство. И тоа треба да го трпите. И вие барате помош.
но меѓутоа наместо да добиете помош, вие барате реакција, односно имате контраефекти, контрареакција со поведување на постапка заради нарушениот личен интегритет, бидејќи незините колеги од судскиот совет дознале и ја добиле информацијата дека личноста што се заканува е незин пребратучет. Добро. Вие пишувате и за основното јавно обвинителство. Веле за основното јавно обвинителство Кавадарци, како што вие велите дека представуваат институционална опасност за општествено-правниот систем. Пишувате за сценарио позната како салфетката. Сето ова го вадам од вашиот Facebook профил, како што кажав, сите оние кои сакаат може да го посетат. Прилично е детално документирано сето ова што го зборувате, подкрепено со документи, со објаснувања. Знаете што ми е интересно, вака како еден наблюдувач на сето ова што се случува. Многу се ретки постапките на обвинителството против судии. Ретки се кај нас. Значи тоа се можеме неколку да наброиме во нашата историја. И сега, еве, јас ќе ја свртам работата од друга страна. Цело време зборуваме за довербата во правосудниот систем, па оние фамозни 2%, кои не се 2%, туку се 20 на 30 на, тие 2% се оние што немаат воопшто доверба, нели, според таа фамозна анкета, но сепак и 20 и 30% е прилично ниска доверба, нели, во правосудниот систем. И доколку обвинителството сака, еве да речеме, да ги поправи работите или да ги исправи аномалиите кај одредени судии, ќе сме имале многу повеќе процеси во минатото, но ние немаме. Тие може да се избрат на прсти. Еден од најпопознатите е овој против вас, кој падна во вода, како што видовме. Значи, ние не гледаме некаква реална, искрена желба на обвинителството, историски сега гледаме, не на ова конкретно обвинителство, да ги поправи работите во судскиот систем, туку како да се дел од таа една цела иста каша. Јас апсолутно се слагам. Зошто е тоа така? Јас напишав во моите статуси кои што се објавени на социјалните мрежи дека обвинителството за жал во изминатиот временски период од неколку 5-6 години наназад, од овој временски период говорам, не се навраќаме наназад, беше целосно инструментализиран. Ја изгуби својата институционална независност. Имаме обвинители кои што постапуваа по одредени нарачки, по обвинение кои што беа нарачани, меѓутоа и по непостоечки предмети. Токму, мојот предмет, од она што е објавено, всушност беше нарачан предмет, сметајќи дека на тој начин ќе бидат задоволени можеби потребите на јавноста од една страна, меѓутоа и за одредени личности ќе бидат задоволени нивните потреби. Знаете зошто? Вие во дадената ситуација кога постапувате во вакви предмети секогаш се зборува за нарачка. Токму во комуникацијата со јавната обвинителка која што постапуваше по мојот предмет, самата во комуникацијата признава дека од кога го добила самиот предмет, констатирала неспорно дека не се работи за никакво предметно кривично дело. И кога почнала да го пишува поднесокот за отфрлање на кривичната пријава, пазете, за отфрлање на кривичната пријава, добила два телефонски позиви од судскиот совет во кое што бил направен сериозен притисок со барање да се поднесе како знае обвинение заради малтретирање. Пазете, самата вели, ми беа упатени зборови, поднеси обвинение, малтретирај го колку што можеш подолг временски период. Дали е тоа вистинската правда или целта која што сака да се постигне во дадениот момент и со добивањето на одредена награда дека дали ќе биде унапреден или така натаму или ќе постигне одредени други бенефити во текот на постапката. Не е спорно дали постојат, меѓутоа за да се поведе одредено обвинение и да се поведе постапка, вие мора да имате сериозни докази кои што ќе упатуваат дека одредено лице сторило некривично дело. Не е само проблемот за суди и јавни обвинители. Точно се знае кога се лоцира соодветната одговорост према судија и јавен обвинител.
Вие гледате овде станува збор за одредена процедура во судски предмет, така, во судски предмет, заради остварување на наводна некаква корист на осудено лице, кое што наместо да започне веднаш со издржувањето на казната затвор, започнало после одреден временски период. Се криело, но доброволно започнало со издржувањето на казната затвор. Која е правната последица во дадениот момент? Вие единствената цел имате да создадете погрешна слика и да покажете дека работите, а всушност да ја прекриете незаконитоста на своето работење. Овие два клучни предмети, јас зборувам, можам да напредам и во наредниот временски период, ви укажувам и на јавноста, ќе бидат објавени 30 на предмети во кои што покрај овие се два предмети во кои што се декриминализирани. И првиот предмет за кој што сум разрешен е декриминализиран, се работи за несудски предмет. Предмет кој што е во надлежност на Царинската управа. Така? Да. Во Царинската управа несудски предмет. За јавноста да знае сето тоа, правдата која што овде е искривена, Европскиот суд ја препозна. Мојата апликација ја прифати и во тек на очекување на одлуката за повторување на постапката пред судскиот совет. Но тоа ќе ја кошта многу државата на сите оние случаеви претходно и три кои што Поднесовте до Европскиот суд за човекови права? Апсолутно, веднаш беше минатата година во март месец поднесена апликација пред Европскиот суд за човекови права. Европскиот суд ја прифати апликацијата со оглед на тоа што се работи за идентични случаеви, како случаевите на колегата Рибарев и на двете колешки од апелациониот суд Штип и месечниот апелациониот суд Битола, одлуки кои што некаде во ноември месец минатата година беа донесени, а се однесуваат на повреда на членот 6 од Европската конвенција за човекови права, повреда на процедурата, меѓутоа кај мене се однесува и станува збор за мислете и за апсолутна застареност на постапката. Вие во дадената ситуација имате водење на постапка после апсолутниот рок на застареност, но по секоја цена да се донесе одлука заради нарушување на личниот интегритет. Но кој тоа професор на крај ќе го плати, како што вие сами одвелите? Европскиот суд ќе донесе одлука на крај, ќе треба државата да плати оштета. Секогаш ќе плати државата. Значи државата е таа која што ќе сноси сите трешоци и во делот на материјалните. И на крај тој што свесно ги буткал тие постапки, ќе си остане. Ние немаме добиено ниту еден случај пред Европскиот суд за човекови права. Судскиот совет свесно, намерно, сумисла ги прави сите повреди на постапките, туркајќи е во бездната државата, туркајќи е велам во бездна државата, за да се прикаже дека правниот систем е дисфункционален, не функционира. На крајот сите трошоци ќе ги сноси државата. Вие немате предмет кој што државата но тој што ја изгубила. направил штетата останува несанкционирано. Останува токму заради тоа, јас поднесов и кривични пријави против сите овие, против двете јавни обвинителства, односно јавните обвинители кои што беа инволвирани. Само да ви потенцирам, она што го заборави, да не го заборавам, предметот кој што се однесуваше на моето разрешување, каде што јавното обвинителство од ОЈО Кавадарци е задолжено, односно превземаа дејство на складирање на одземените предмети на акцизната стока во приватна компанија, правно лице во Неготино, кое што спротивно на законот за одземени предмети и конфискуван имот се чувала цело 7 години со месечно фактурирање од 48 или 50 илјади денари. Замислете, дури во февруари месец оваа година, на барање повторно незаконито од страна на ОЈО Кавадарци и јавните обвинители кои што постапувале по предметот, основниот суд Кавадарци и кривичниот совет донесува одлука дека се одбива барањето за задолжување на странките за износ од 4 милиона денари. За износ од 4 милиона денари по основ на складиштење. Зошто? Заради тоа што согласно одредбите од Законот за кривична постапка не признава такви трошоци. И сега она што да поентираме со вашето прашање кој ќе ги сноси трошоците. Ова е прв и единствен случај во историјата на правосудството на Република Македонија, каде што со 4 милиони денари по основ на складишење е оштетено и буџетот на јавното обвинителство и буџетот на Република Македонија, бидејќи му овозможиле на правниот субјект
со прифаќањето и евидентирањето на фактурите да се стекне со право на наплата на овие 4 милиона динари. И ова е предизвикот, бидејќи го имам доставено известувањето до новиот републички јавен обвинител Ненад Савевски, да се справе со сите вакви незаконитости, и тоа е дел од предметот на кривичната пријава и барањето за кривичната постапка и поведување на дисциплинска постапка против сите овие јавни обвинители. Значи, тие 4 милиони денари, тоа се околу 70.000 евра, ќе ги плати државата сега. Државата? Апсолутно. Бидејќи знаете, и кога носи одлуката Европскиот суд за човекови права, вие имате право на материјална и нематеријална надомест на штетата, материјална по основ на платите од моментот на донесувањето на одлуката се до моментот на враќањето во поранешната состојба, и по однос на нематеријалната штета кој што се однесува на нарушениот углед, авторитет и интегритет кој што намерно бил направен во дадената ситуација. И секаш, ја знаете, филозофијата која што ја практикуваат под наводно експертите кои што одлучуваат во таквите регулаторни тела, дали судски совет, дали било кој совет кој што се однесува. Точно е тоа дека не е законита нашата одлука. Меѓутоа ние ја остваруваме целта во дадениот момент, и во моментот кога тој ќе го оствари неговото право пред Европскиот суд за човекови права, ние нема да бидеме дел од тоа регулаторно тело. За жал, така функционира правниот систем и се губат огромни финансиски средства, се губи буџетот кој што пари, замислете овие 4 милиона, да бидат наменети заради подобрување на условите и опремувањето на јавното обвинителство. Штетата и онака ќе се платат граѓаните, како и за се друго, да. Граѓанинот е последниот кој што ја плаќа штетата. Да, добро, ајде малку да ви искористиме еве вака и како поранешен судија, можеби повторно судија, ќе видиме како што вие велите, малку да ги прокоментираме и актуалните работи во правосудниот систем. Вие ја спомнавте судницата во Идризово, каде што се води судскиот процес против Пулс, за дискотеката Пулс. Кажете ми, професор, има доста реакции околу ова, има доста различни мислења, анализи, изнаслушавме многу тони материјал, може да се каже. Кој е вашето мислење за поставеноста на целиот судски процес, бидејќи на крајот на краиштата родителите, оштетените бараат правда? Дали според вас ќе добијат правда и кога би ја добили? Знаете, ова е еден од најтешките случаеви кои што се водат во историјата на правосудството во нашата држава од моментот на формирањето, би рекол, од 45 година, бидејќи станува збор за огромна загуба на млади личности, државјани на нашата држава, меѓутоа од една страна и семејства кои што сте оштетени од целокупниот овој настан, во една постапка која што, самите рековте, доста е проблематична од аспект на каузалитетот, кој што многу беше експлоатиран из матисниот временски период, односно причинско-последичната врска за настанувањето и правната последича која што настанала во дадениот момент, а тоа е смртта на овие невини млади деца кои што критичниот момент беа присутни. Проблематично е прашањето и сосема оправдана реакцијата и на јавноста, а особено на експертите кои што се занимаваат со оваа проблематика, како и на кој начин успеа во таа голема група на обвинети лица да се утврди каузалитетот, односно действието на извршувањето, затоа што обвинителството во обвинителниот акт се враќа 10, односно 12 години наназад. И клучното прашање се поставува како неиздавањето на одредена документација е поврзано или ќе биде поврзана со причинско-последичната врска, односно со последицата која што настанала во даден момент. Тоа е навистина многу тешко и невозможна мисија, би рекол, затоа што секојаш кога се изрекува или се утврдува вина, вие мора да ја утврдите причинско-последичната врска која што довела до самата последица. Неспорно е, јавноста и експертската јавност се сложува дека во дадената ситуација може би постојат сигурно одредени други видови на законски квалификации, на други видови на кривични дела. Давање, подкупување, фалсификување, злоупотреба на службена положба, несовесно работење и така натаму, но проблемот е што сите овие кривични дела, доколку действијата на извршување билат подведени, сите се во неголемиот дел застарени
И сега вие имате едно обвинение за сите обвинети кои што се однесува на исто кривично дело, што е многу тешко да биде издржано во дадената ситуација. Јавниот обвинител, новиот јавен обвинител го очекува еден предизвик да го редефинира целокупното обвинение уште во текот на постапката, иако тоа во јавноста многу тешко Може ли тоа да се направи? Па тоа сигурно дека ќе биде направено очекувам дека во завршен збор сигурно дека јавните обвинители кои што постапуваат по предметот од аспект на изведените докази ќе ги утврди сите причинско-последични врски кои што постојат помеѓу дејствието на извршување и помеѓу последицата која што настанала, односно поврзаноста на секое дејствие со секое осудено лице и на тој начин ќе изведе соодветен заклучок за да ја утврди најпрво вистината, а потоа да дојде до донесување на правична одлука, односно правична пресуда. Не е целта само со донесувањето на пресудата. Пресудата ќе биде донесена. Меѓутоа, какви ќе бидат ефектите од незиното донесување? Бидејќи ако целиот процес трае со години, вие губите довербата во правосудниот систем и таа е изгубена. Тоа е еден од најголемите стравови, ми се чини, на оштетените, на родителите, пред се дека, како што кажав, тие бараат правда за своите деца, но еден од најголемите стравови им е дека целата постапка ќе се разводни, ќе се расплини, дека ќе трае предолго, дека на крајот оние кои се навистина одговорни нема да бидат соодветно казнати. Вака, бидејќи многу е добро за ваков вид на постапка да добиете мислење од судија. Бидејќи слушаме експерти, професори, адвокати, но судијата е оној кој во пракса водел вакви постапки. Точно знаете, кога ги гледате рочиштата, мислам дека знаете што се случува. Затоа ве прашувам, што мислите, колку долго ќе трае ова? Дали ова може да се заврши во некаков разумен рок и дали на крајот пресудите ќе донесат правда на крајот на кршта? Тешко прашање во секој случај. Најпрво би сакал, знаете, честитки за судијата кои што постапува по предметот. Нели? Комплексен, сложен предмет со огромен број предсе на обвинети лица. И судиката се наоѓа пред тешка одговорност. Огромен број на доказен материјал, писмен, меѓутоа и на испитување на сведоци, оштетени и така натаму, каде што во една контрадикторна постапка треба да се изведат сите овие докази и да се докаже на вистина постоечката вина или причинско-последичната врска и секое дејствие на извршување. Тоа ќе биде многу тешко ако ги знаеме сите околности кои што во изминатиот временски период преку вас, медиумите, невладините организации и јавноста беа презентирани во овој дел. Процесот сигурно ќе трае 3-4 години, дефинитивно сметајќи од првостепената постапка, потоа второстепената, односно жалбената постапка. Прашање е колку ќе опстане во целокупниот овој елемент доколку не дојде до одредени измени би рекол на самото обвинение. Ние не знаеме што ќе се случи, како јавните обвинители ќе реагираат во дадениот момент. На последните главни расправи имаме состојби во кои што јавниот обвинител се откажува од изведување на одредени докази затоа што смета дека одредени докази веќе со испитувањето на одредени лица биле изведени и докажани. Може да постои повлекување на сведоците и така натаму, меѓутоа понатаму со самото вештачење, тоа е навистина еден сложен и ова е прав испит и за јавното обвинителство, меѓутоа и за целокупниот судски систем во нашата држава. Од друга страна, адвокатите и обвинетите ќе се обидуваат да го развлекуваат, бидејќи знаеме гледаме дека тоа го прават во пракса. Сега колку им се... Мислам дека тежок е зборот, нека би го прифатил она одвлекување од страна на одбрана. Одбраната има својата одговорност и обврска по устав и по закон, да ги изнесе сите факти и аргументи кои што водат во насока на утврдување на вистината. Целта на водењето на судската постапка е утврдувањето на вистината. Немате вистинска пресуда или одлука во која што ако не ја утврдите вистината да биде задоволена јавноста. Ние на крајот на краиштата секогаш се обидуваме да ја задоволиме јавноста со донесувањето на соодветната одлука што е погрешен пристап во делот. Потребата е утврдување на вистината на начин како што биле преземени соодветните дејствија.
Ниту еден невин не треба да биде кривично одговорен. Меѓутоа, сите оние кои што довеле и предизвикале да дојде до оваа страшна трагедија, треба да ја добијат соодветната санкција, односно соодветната казна. Бидејќи добивањето, односно водењето на постапката и за оние кои што не се инволвирани или не биле дел од тој систем, ќе создаде погрешна правда и само до несвесно би рекол одговлекување на постапката, а тоа никој не го сака. И јавноста, а пред се родителите, ја сакаат брза, но ефикасна и правична јавност, односно да одговара сите оние кои што со било какво действие придонеле да дојдат овие страшни последици кои што ги почувствува целото општество, а не големиот дел се разбира загубата на своите деца кои што имаат самите родители, што нешто навистина не може никош да се врати. Зошто мислите тогаш, професоре, дека обвинителството направи ваков обвинителен акт? Зошто остави, не знам, министри, градоначалници кои биле на функција пред 15 години, министри кои биле на функција, не знам тамо, директори на ДЗС кои биле пред 15 години и така натаму. Зошто направи еден ваков тип на обвинение тогаш? Не знам, навистина ова... Дали се работи за незнаење, дали се работи за некакви други мотиви? Па знаете, секаш кога ги анализирате секој предмет има одредена мотивација. Зошто е така направено? Може би се сакаше да се покаже ефикасноста на целокупниот правен систем во делот. Вие видевте во образложенијата кои што беа давани од страна на јавното обвинителство се поврзуваше тој каузалитет. И секаш каузалитетот и неговата поврзаност на действијата од 12-15 години наназад. Така? Да. И тука е клучниот предизвик вие да кажете дека одредено действие од пред 15 години директно влие на правната последица која што настанала во 25-та година. Бидејќи, за да утврдите винос, вие мора да ја утврдите причинско-последичната врска помеѓу действието на извршувањето од една страна и самиот сторител кој што го презел тоа действие. Ние знаеме дека, сите знаеме, јавноста знае, причината за настанувањето на овој несречен, би рекол, случај кој што младите ги изгубија овој живот е токму пожарот кој што настана, така? Да. И тука треба да се барат главните аргументи, односно без одговлекување на постапката и барањето. Не сум убеден дека квантитетот ќе создаде квалитет. Ме разбирате, ако вие обвинете стотица луѓе, дека на тој начин ќе обезбедите квалитетно обвинение и квалитетна правда. Еве да бидеме уште ова попластични за гледачите, по-конкретни, ајде да речеме. Имаме случај како сега онака ми дојде на ум Ваљан Сарачини, кој бил министар за економија 2012 ми се чини. Не ми се чини, туку 2012 бил министар за економија. Да. Од неговата одлука која ја донел тогаш, каква и да е, која е поврзана со Пулс, не знам тогаш дали тоа било некаква дозвола, дали некакво решение подпишано и така натаму. Од тогаш објектот претрпел неколку измени, бил реновиран не знам која година. Значи, состојбата во која објектот бил 2012 и во која бил 2025 која се случил пожарот, нема врска благе везе едно со друго. Потоа прскалките кои биле внесени и така натаму, кои се запалени. Како вие ќе го поврзате тоа? Мислам, таа одлука од 2012 со прскалките 2025 кои го запалиле кровот на Пулс за објект, како што кажав, кој претрпел измени, кој ќе докаже во каква состојба бил објектот 2012. Тоа е клучното прашање. Вие поентиравте всушност со суштината која што се бара во овој временски период и кој што јавноста и експертите постојано и секојдневно комуницираат. Како ќе го покажете или докажете тој каузалитет од 2012 година дека дозволата со издавањето или неиздавањето на дозволата и нејзиното влијание со правните последици. Вие секаш мора да го имате во прилик кога носите соодветна судска одлука. Така, да го утврдите каузалитетот. Действието на извршувањето да ја предизвикува правната последица и тоа е најкомплексниот суштински елемент кој што судијата кој што постапува по предметот ќе има главната улога. Тоа е многу тешко и невозможно во дадените ситуации 12 години вие да утврдите дека неиздавањето или издавањето, рековте од 2012 година, од страна на министерот за економија влие на правните последици кои што биле остварени во 2015 година. Апсолутно тешко, би рекол и невозможна impossible vision. 2025 година, тоа е временски период, нели, од многу години, што за да донесете одлука, да прогласите, односно каде што
некого ќе го обвините дека е виновен, вие прво мора да утврдите постоење на причинско-последична врска помеѓу действието на извршувањето со правната последица. Тоа ќе биде многу тешко да се докаже дека рекот од 2012 година тоа действие на извршување влијаело на правната последица која што настанало во 25 година, ако знаеме дека причината се пожарот и така натаму со действията кои што биле пропуштени во дадениот временски период. Кога правите да направиме паралела со случаевите кои што беа и во Германија и во Швајцарија, така? Каде што во Швајцарија, вие медиумите го следевте случајот и така натаму, каде што собствениците на угостителскиот објект, ми се чини во Кран Монтана беше случајот, беа уапсени, поведена постапка и многу брзо, експресно се води оваа целата постапка без гломазноста на правосудниот систем или на полициската постапка која што беше превземена од наша страна. Тука сигурно дека јас очекувам, морам да бидам реален, дека новиот јавен обвинител, господин Ненад Савески, кој што доаѓа од судството со неговото искуство и со неговото знаење, дека ќе направи одна редефинирање во неговите редови заради ефикасно и правечно судење, односно ќе го утврди вистинскиот патоказ како да се движи предметот понатаму. Знаете, судот е едната страна, односно оно што ја дели правдата во контрадикторната постапка, раководи со судската постапка, меѓутоа вие ги имате странките во постапката и јавниот обвинител и одбраната. Немојте да се лутите на одбраната, бидејќи одбраната ја има функцијата на одбрана, односно изнесување на аргументи против тежа на обвинението. Меѓутоа, ако имате квалитетно издржано обвинение кое што е засновано на факти, кои што имаат силна, би рекол, доказна вредност, само во тој случај можете да успеете да ја докажете вистината. Во дадениот момент нас не ни треба брза, неефикасна и неправична постапка. Нас, на нашето општество и на правосудниот систем, во интерес и со почит према жртвите, ни треба правична и вистинска постапка која што ќе ги детектира клучните актери, оние кои што довеле до несреќата и тоа да биде една поука за сите наредни поколенија. Да. Добро, за крај, последно прашање, да завршиме со тоа, со она што го зборуваме цело време, тоа се правосудните реформи. Еве, едно прашање, што мислите што е она најургентно што би требало сега да се направи? Па добро, целокупната реформа се однесува на законските решенија кои што треба да се донесат. Еве, законот за јавно обвинителство во овој дел, бидејќи ако тргнуваме од она што значеше последниот извештај, последните препораки на Европската комисија беа фокусирани во возможување во делот на судството, затоа што со измените на дополнувањата, донесувањето на реформските закони, измените и дополнувањата на кривичниот закон, законот за кривична постапка кој што еве долг временски период се подготвува, но никако да дочека негово донесување со ефективните решенија заради забразување и донесување на ефективна и ефикасна правда, во делот на овозможувањето на целосна функционалност на НАКМИ системот и завршувањето, би рекол, тој реформски систем е донесувањето на новиот закон за јавно обвинителство, каде што ќе се овозможи целосна транспарентност, јавност, ефикасност, меѓутоа и можност конечно граѓаните да видат брза и ефикасна правда. Се надевам дека тој круг кој што од нас го бара, се разбира, Европската унија, многу брзо тој реформски процес ќе биде донесен некаде до средината на оваа година. Да. Добро. Професоре Нанев, ви благодарам за ова интервју. Кажавте како што прв пат се обративте после тој процес кој требаше да се води против вас, ја кажавте вашата страна на приказната и верувам дека сега работите се појасни. Навистина ми е драго што имав можност за прв пат, би рекол, после 2,5 години во јавноста да ги изразам моите факти, моите аргументи во однос на сите случувања кои што изминатиот временски период беа поврзани со моето име и се надевам дека иако правдата знаеме во јавноста како се експлоатира дека е бавна, меѓутоа таа секогаш излегува на виделина и јавноста ќе има можност да се увери во таквите факти. Уште еднаш благодарност вам како телевизија и вам како новина што ми ја дадовте оваа можност. Благодарам. Да, благодарам уште еднаш за интервјуто.